Цивил медија. Значи, во недостаток да понуди конкретна конструктивност и политички решенија, опозицијата се занимава со производство на фейк ньюс или на лажни вести. Тоа веќе известно време се случува и против мојата сопруга и против мене лично, како и ова денеска што можевме да го прочитаме. Значи, многу е битно, нашата јавност многу добро знае за кои луѓе станува збор. Ние сме докажани во таа хуманитарна сфера и во сферата на човековите права. Многу е битно исто така да се напомене дека тоа за што ме обвинува Љупчо Златев воопшто не сум обвинет од страна на нашата држава или од било кој друг фактор, бидејќи да беше така немаше да можам да го работам тоа што го работам сега, па дури ни во време кога опозицијата беше на власт, каде што всушност ние ја работевме најголемата работа во однос на бегалската криза, бевме присутни на двете граници и на наш грб ги стуркавме сите законски решенија за нашата држава да се покаже како похумана и да има соодветни решенија во однос на тие проблеми. Во однос на обвинувањата, исто така би сакал да напоменам дека не се работи за напад наш врз некоја си држава, туку гледачите најверојатно знаат, иако да подсетам, пред 10 години се случи тоа. Се работи не за еден, туку за 6 бродови кои носеа хуманитарна помош, имаше хуманитарни работници, активисти за човекови права и бродовите наши беа нападнати од страна на израелската армија во меѓународни води и впрочем тоа може да се види на самото видео каде што не сме тие во хеликоптери кои што напаѓаме брод, туку бродот е нападнат од хеликоптери и така натаму, а луѓето нели внатре се бранат бидејќи сред навечер не се знаеше што се случува. Од друга страна исто битно е да се наповеде дека никој не бил вооружен, никој од нас, значи не се работи за никаков тероризам ниту екстремизам, бидејќи да беше така, како што се напоменува во обвинувањето дека сме биле екстрадирани од Израел, значи немаше ништо од тоа. Такви случаеви, да речеме, кога би било како што велат тие, не би имало екстрадиција надвор од државата, туку би не се судело на нивен суд, што тие категорично го отфрлија тогаш, бидејќи беа свесни дека се работи за киднапирање во меѓународни води на хуманитарни работници. Значи, сите овие напади се само едно обично дефокусирање на јавноста во однос на тоа дека немаат што политички да кажат и да докажат, па дека се занимаваме сега со конкретни луѓе и ќе ги прикажеме во најлошо светло. Јавноста многу добро знае и со ова исто така, значи го потврдуваме тоа дека не треба да се верува во овие лажни вести и лажни обвинувања и дека исто ово ќе биде дадено, значи тужбата е веќе спремна, ќе биде дадено на суд, бидејќи никој во оваа држава не сме да си игра со честа на граѓаните и со честа на оние кои што направиле многу за добробит на нашата земја, во самата наша земја и надвор од Република Македонија. Значи не се работи за тоа дека сме ние активисти на СДСМ, ниту пак дека мојата сопруга е висок функционер во СДСМ, да беше така, валјда сега ќе гледавме како некоја министерка или слично. Значи, од крајност во крајност се оди во лаги кои што се максимално невистинити и очигледни. Се те видиш што ќе искористиш од ова ако сакаш. Цивил медија.